Почитувани колеги пратеници, почитувани представници на медиумите, македонска јавност. Денес имаме точка на дневен ред за реалокација на средства помеѓу буџетските корисници, односно, за да бидам појасен за јавноста, денес го гласаме буџетот на специјалното јавно обвинителство за 2016 година. На самиот почеток сакам да кажам дека принципијално, како од самиот почеток, ВМРО-ДПМН и коалицијата, односно владеачкото мнозинство, ќе го поддржи и овој закон. Меѓутоа, морам да истакнам дека од начинот на работење на специјалното јавно обвинителство воопшто не сме задоволни. Од нивното нетранспарентно и самоволно работење, што и денес го имаме како доказ донесувањето на оваа реалокација на средства. За да појаснам пред јавноста, денес специјалното јавно обвинителство бара да се додели буџет за негово функционирање и работење во висина од 253 милиони 682 112 денари или некаде околу 4 милиони евра. Без да доставам никакво образложение за потребата од овие средства, во само неколку ставки, кои што ќе ги прочитам понатака, а тоа е во делот на основни плати за вработените, во делот на надоместоци за вработените, во делот на стоки и услуги, во делот на капитални расходи, во делот на договорни услуги и патни трошоци се бараат овие средства. За жал, ниту македонската јавност, ниту ние како пратеници, кои што со закон на 15 септември го основавме ова специјално јавно обвинителство, ниту пак колегите на овие специјални јавни обвинители на чело со Катица Јанева, немаат никаков увид во работењето на оваа институција. Денес немаме информација колкав е бројот на вработени во специјалното јавно обвинителство, колкави се платите и надоместоците на специјалните на обвинителите вработени во специјалното јавно обвинителство, на администрацијата и на техничкиот персонал. Само за илустрација, во бараните средства имаме ставка за договорни услуги во висина од 81 милион 320 илјади денари. Без при тоа да се даде било какво образложение зашто е ова ставка и зашто ќе се користат овие средства во висина од 1,5 милион евра. Дополнително имаме ставки, како што потенцирав, за купување на опрема и машини во висина од 12 милиони и 400 илјади денари, ставка од 10 милиони за градежни објекти, ставка од други тековни расходи во висина од 1 милион 040 илјади денари и ставките кои што претходно и кажав за плати и надоместоци, без при тоа потенцирам да немаме било каква информација ниту за висината на платите, ниту за бројот на вработените, ниту за што се потребни овие средства за договорни услуги, за стоки и услуги, за капитални расходи и така натаму. За жал морам да констатирам дека од самиот почеток на работењето на специјалното јавно обвинителство, господјата Катица Јанева и незиниот тим ја пратат многу контраверзи и недоречености. На самиот почеток, наместо онака како што беа основани и заради тоа што од нив се бараше да учествуваат во разрешување на целата оваа политичка криза, самото специјално јавно обвинителство и господјата Катица Јанева почнаа да си ја обструираат работата. Показател за тоа е вчерашното или за вчерашното отпуштање на двајца од обвинителите од незиниот тим. Да подсетам, на самиот почеток господјата Катица Јанева спореше со Советот за јавни обвинители за бројот на потребните обвинители за работа на специјалното јавно обвинителство. Според обемот на материјалите и беа доделени 7 обвинители, таа бараше 14, па на крај доби 12, го бојкотираа подпишувањето на заклетвата и за само пред ден-два на најдрзок начин, со никакво образложение пред никого, да отпушти двајца од тие јавни
обвинители. Контраверзите и контрадикторностите продолжуваат и во случајот Пуч. И само да ве подсетам, госпоѓата Катица Јанева го одложи случајот Пуч со образложение дека не се спремни, а паралелно на тоа од судот побара надвор од било каква правна логика да бидат ослободени од притвор главните осомничени за овој случај. Тоа се господинот Верушевски, господинот Палиовски и Полихров и господинот Лазаревски. За да продолжат овие контраверзии и контрадикторности, господјата Катица Јанева, иако е должна, не најде за сходно на доставените доказни материјали од лидерот на СДСМ, господинот Зоран Заев, да направи записник за примените материјали, со што директно подлежи на одговорност согласно кривичниот закон. И на сите стручњаци и експерти и членови на Советот на јавни обвинители, ова е еден преседан, бидејќи на крајот, кога целиот процес ќе се разреши, тие материјали треба да бидат уништени. Знае ли некој кои материјали и какви материјали прими господјата Катица Јанева како доказен материјал? Денес, повторувам, на целосно нетранспарентен начин, без никакво образложение, а должна е да даде образложение пред нас како народни избраници и како највисок законодавен дом, господјата Катица Јанева бара 4 милиони евра за 2016 година да функционира нејзиното специјално јавно обвинителство. Барем да побараше промена на тие средства и намалување за оние 20 кои што пред 2 дена ги испушти од нејзиниот тим. Ова ли е транспарентно работење? Ова ли е работење согласно закон? Ова ли е работење на една институција во демократска земја како што е Република Македонија? На крајот, како пратеник согласно моето право, барам во најитен рок, во најбрз можен временски рок, господјата Катица Јанева да достави до собранието извештај за потребните средства кои што денес ги бара и начинот на кој што таа размислува или треба да ги потроши овие средства. Воспротивно, оваа господја и нејзиниот тим, онака како што во јавноста ја перцепираат, а тоа дека работи самоволно и нетранспарентно, за жал тој епитет и понатака ќе биде составен дел на нејзиното работење и на тимот кој што е околу неа. Благодарам. Господин Сугаревски Горан има реплика. Поле. Благодарам. Господине Муковски, мислам дека добар дел прашања поврзани со финансовиот план и со она што значи прераспределба требаше до министерот да поставите. Гледате на кај опозицијата. Ова парламентарно мнозинство со се опозиција, со се све, со преку 100 гласови го донесе законот за специјално јавно обвинителство и ја избра Катица Јанева. Или заборавате, пред 4-5 месеци беше тоа. Добро ќе беше, господине Буковски, ова, како владеачко мнозинство, да го поставите за јавното обвинителство на Зврлевски, кој што 7 месеци чуваше под фиока кривични пријави. 27 кривични пријави чуваше во фиока и не постапуваше по нив. Зошто не го повикавте, ниту еднаш имате право како пратеник на пратенички прашања да прашате зошто 27 кривични пријави ги чува во фиока и не постапува по нив? Мене ми е се јасно, после онај говор, онај катастрофален говор на Груевски, вашиот лидер, во неделата се ми е јасно. Која е хајката? Ние ни сите говори тоа ќе го кажуваме. Која што вие за пред 4 месеци што гласавте, сега ќе ја водите против специјалното јавно обвинителство. Хајката која што ја почна Груевски, кој што, да не заборавиме, пред 4-5 месеци кажа дека се што треба се ќе биде возможно, само правдата да биде излезена на виделина. Тоа се негови зборови. Само конзистентноста кај тој човек одамна е заборавена. Или е стравот голем? 52 пати зборот народ да го потребуваш асоцира на нешто друго. Не толку дека те поддржува, колку дека се плашиш од него. Едниот страф е народот, другиот страф е специјалното јавно обвинителство. Заедно гласаме. Како тоа вие со Сепета Раневски се убедивте дека таа лошо работела 4 месеци, а овој господин Зврлевски работи перфектно како што треба со се баџанакот на Сашо Бјалков? Дали тоа? Тоа е одговор, поставете го. Страф е, ја знам што е.
очигледно е дека постојат сериозни индици за најтешки можни кривични дела кои што се работат таму и сега вас ви е страв што би произлегло со објавувањето на јавно-обвинителските одлуки кои што треба да бидат соопштени по нејзиното она што го кажа некаде до март. Таа е разликата. Вие не сакате да функционира судство затоа што извештаите во Европската комисија се катастрофални за Македонија и за судство и за обвинителство и за се. И сега кога се појави човек, најнаш се почна да ви смета. Па да се зборува дека некој немал страф од катици и со оние што преговаравте Ван Хојтевски како што вели Груевски. Ова е срамота. И сега најнаш барате план, што не го баравте за Цврлевски ништо што нема сработено 10 години. И најнаш некој што работил, што стака правда на виделина, кој што сте го гласале, и сега најнаш не чини. Тоа е срамота. Тоа е брука што го правите. Најнаш се почнали, затоа вие го кочевте законот за јавно-обвинителска служба, па измисливте друг закон. Инаку, тоа многу лесно се проверува по ставки. Во законот за специјално јавно обвинителство и предвидено е колку треба таја да зема плата, колку обвинителите. Мислам дека нема голема разлика, мислам дека и помали плати од обвинителите зема. И таму може слободно да пресметате јавно-обвинителската служба и извршителите колку пари треба да земат. Господин Муковски Крсто има контрреплика. Повелете. Колега Сугарески, не треба да си ја терате мувата на капата, нема потреба. Ние сме тука законодавци и изборуваме за законите кои што и ние, и вие, и од другата страна сме и гласале. Денес зборуваме за законот за јавно обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконски следените комуникации. Зборуваме за реалокација на средства, за буџет токму за ова институција која и вие, и јас ја основавте. Очекував дека со две раце, исто онака како што ви се полни устите, со демократија, со транспарентност, со отчетност, да го поддржите моето барање. Салто мортале правите со ова дене што ми реплицирате. Благодарам. Благодарам. Господине Муковски, се надевам нема да ми се налути како се обратам на ти Крсто. Бидејќи се почитуваме, сме пријатели долги години. Навистина ми е задоволство кога после онакво владење на Никола Груевски 10 години контролирате судството, контролирате полицијата, контролирате обвинителството, ги контролирате сите институции. Сега на темата специјален јавен обвинител Катица Јанева, зашто велам ми е задоволство кога слушам вака клекнати на колена како плачете. Тоа е една, почитувани граѓани, мала победа на опозицијата. Господине Муковски, вие настапивте денес во стилот на говорот на Никола Груевски, кој вели нема да дозволам некакви Ван Хојтовци и Катици да ме попречат да го направам тоа што сум наумел да го направам. Доаѓа казната и одмазната. Ете вие, после Никола Груевски, во ова собрание сте гласноговорник на тоа што веројатно треба да ја очекува Катица Јанева, специјалниот јавен обвинител. Казната и одмазната. Навестување од страна на заменик координаторот на претеничката група на ВМРО-ДПМН, како Никола Груевски и ВМРО-ДПМН ќе се однесува во следниот период кој што следи кон специјалното јавно обвинителство и лично кон Катица Јанева. Не случајно Катица Јанева побара посебна заштита од Министерството за внатрешни работи. Така сте, господине Муковски, научени да функционирате. Никој не сме да се спротистави на вашата идеологија. Никој не сме да има критички осврт кон тоа што го прави ВМРО-ДПМН. Вие се сеќавате, ние сме заедно и членови на анкетната комисија. И јас му кажав на Никола Груевски во очи. Судбината тој сам си ја подпиша. Немојте специјалното јавно обвинителство да го лепите на опозицијата. Специјалното јавно обвинителство е избрано и со подписот на Никола Груевски. И велите сте разочарани од действувањето на Катица Јанева. Нормално дека ќе бидете разочарани. Таму се расправа за суптилни работи, за криминал, за корупција, за уцени, за закани. Веројатно ќе следат и обвинени. Се е тоа нотирано во извештајот на Приве. Високи владени функционери, вмешани
во коруптивни сделки, криминал, уцени, закани, корупција, изборни измами, притисок врз јавната обвинителка. И тука ќе завршам, бидејќи ми остануваат уште 5 минути, со онаа реченица со која што ја почнав мојата реплика. Задоволство ми е кога ВМРО ДПМН го гледам клекнато како плаче на колена. Уште една мала победа на опозицијата.